Ко се пуштило, нема толкова крена, назад крено, я ще века. Сиромащия другари, нема пиво, нема нищо. Фала на сите позитивни поръки. Много македонци гледам дека научија, дека финтата е да трупат и да чуват. Браво на вас. Али таа фала на поддршката, али таа нова група што се убаци, не знам од дека, тие приватни пораки ми пиша и коментарите одме ги избришав, устило после да знаф од кои канали, само не е проблем. Играат со погрешниот човек, али као демек биткоин дека падне на нула, тоа е глупост. Ја мора да снимам видео, другари. Джај ми пишувате, еј брат, што си губиш времето и живците, ја ниту си губам времето, ниту живците. Јас снимам едно видео, како вчера, и после новите ще улават нон-стоп од како паѓа, нели крипто и биткоин се појават, како паѓа, и јас си снимам видео и само аз се појавя, пратам му видеото, и го тргнам од кај мен од пријатели, разбираш, ја мора да ги отварам пораките, за тоа што сум кажал дека ќе ги отварам, пошто многу луѓе, нели, кои ќе ми пишат тоа, ми се појават од озгори, ја отворам, мислам, видам, нели, за крипто нешто збори, и отворам со намера дека некои проблеми имат за Binance, за, нели, најчето 99% луѓето имат проблем, не може да се поврзат со профило, направиле некоја грешка, како да направат, да потеглат, нели, withdraw да направат, како да пратат на друга берза, и затоа ги отварам пораките. Брат, тоа најпат како падна, мислам вчера, брат, одма на нула ќе оде, и ми пишуваат у групата, замислете си, некои нови ќе прочитат дека на нула ќе оде, секој ќе има такви, нели, скептици кои ќе прочитат, види, некој пишал, бил 7 години бил у крипто и биткоин ќе дел на нула, Ethereum ќе дел на нула, Cardano ќе дел на нула, BNB, Solana, Ripple, баш ја тие што ги кажувам. Чекај, брат, вие што купивте шиткоини и коини што не ги знам ја. Тие луѓе сега ја ги разбирам дека се исплашени. Има тука од овие топ 100 луѓе многу ки ги нема. У 11 години ово се нон-стоп мене тука. И сега они се изгубиле тамо, разбираш ли, дознав еден човек, изгубил тај ден што ми пиша, го препознаа. Он изгубил там на шиткоини на овоа, додуше не изгубил, требало да не продава, требало да ги чува. Бул маркет се да види да се врне. Иначе ако на теб ти е паднало 70% портфолиото, нема логика да продават, другари. Колку и да сте ја сгрешиле. Ако тоа е паднало више 70%, по-добро чувајте да видите у бул маркето што ќе се случи, или за жал ќе ви стоат зробени у наредниот бул маркет, отколку да најдовате. Ама кај мене имате си убаво. Имате си тука за 10.000, за 1000, купуват си, трупат си, чекате. Ако не е овај бул маркет, другиот. Јас сум кажал, пари не се стават што ви требат за утре или за на вас колку мислите дека ќе ви требат. Тука се стават пари од штетни навики се тргат и од некоја заштита за после таму 8 години. Разбирате. Најчесто се стават пари од пари што не ви треба, тоест од штетни навики, од цигари, од чуда. Кај мене овие се држат, што се стае некако технологија и да се трупат. Стар Атлас е највише од дупката, ама ти го нема на берзите, свирот кјо и биткоин на толку паѓање, добро и што е на таа цена, ја никош го нема видено на таа цена, ама нема па кеш да го накупувам. Да има некој да ми дае на заем $10,000, да го купам па да го изфлипам, да му врнам. Ама неам. Ја не сум човек што се фале тука, кеш има, што ви кажувам, една година не ви да идам да направам 2-3 проекта, така да направам 100 на 200 да снимам видео, што да направам? Ни па чекам, дури там до 20 декември треба да чекам да ми дадат еден лист хартија за да си дома Македонија. Заробен. Ако не взимаш пасош од Северна Македонија на време, кога одбиваш, сега не ми сигурно никој од амбасадата. Кога одбивам амерички пасош, американците викат, брат, ние кога ти кажеме, ки си одам, брат. Тоа јас сум кажал дека додека не доја ношна коска нема да земам од Северна и ти така испадна. Кажав амерички пасош нема да земам, ќе тражам, нели, да видам дали има некои цаки за да не ги земам сите тие вакцини. Нема такви цаки за да ги немаш, да не ги земаш тие вакцини. Плюс уопште да дов шанса Трамп ништо кам. Ниту крипто се оправа, ниту се оправа, кажи го, на оваа ситуација сме моментално. Буквално. Не зема. Ниту се оправа криптото, ниту ќе подпишеме, брат, позитивни вести, кога? Ја шо речов? 2026. Брат, ние сме 2025. Некој, ама брат, ти рече нема да паја. Ја речов 2026, самиот збор 2026, до 2026
вие трябва да се радувате, шо пае, брат. Вие ще имате кеш, да речем, не е финански съвет, ама ще ми кажувате, каже. Ти ще имате кеш, брат. Алал да ви ще сте направили кеш, за да си докупите на овакви чуди и алал да ви ще не се плашите, брат. Тия ще нямаме како мене, я па немам, не работам. Стейкинг реворд со идео дупката, а кажи го, овие ще пушите цигари, ще пиете кафенце, скратете пиво. То пиво ще ми го донасите и то пиво и вино ще ми го донасите, все е поклон за аналитиката, се направили профит. Нищо не е мое, брат. Денар пара не имам даено за пивото това. Да не речем реклама. Не, значи моментално сме стварно нова ситуация, брат. Трябва да ставам, брат. Вреде да се стане упозатина. А иначе, другари, чекай, брат. Овоа, кога ќе затворат, гледай, брат. Вау, брат. Не, взе се. Кога ќе затворат фабриката у Тексас, тогава да паничиме. Иначе гледа Узбекистан, брат, или батищата, що направя. Биткоин. Другари, няма днеска, няма нищо вести. Логото на Ethereum конечно сванаме, що значи. Тия welcome in the club ще ми кажува, Cardano, dead chain. Гледам Ethereum, украсивте, брат, 200,000. Там до 2045 ке чекаме за 200,000 Ethereum. Моментално и яната му бе фойдал, само що американците не им дават да имам да работам. Ляле, тия $100,000, брат, како ке ми дойде сега, човеч. Брат. Кина, другари ви кажав и от първите подкасти. Овие еноски купуват крипто. Средна класа град, Македония, Америка, Одо Курц, са извинили. Гледай, брат, що правят. Да, доста имат фейк хаус маркет, имат, да, то е точно. Бройката е лажна, мислям дека не е милиарди и колко. Около 200 милиона мислям дека се гост. Ама какво и да е. Все пак там окиваме на туризъм. Председателя фала много. Фала много председателя. Отипаме се по битовайки. Не знам. Фала много. Доста беше, ке подпишем, дай за и подпиши председателя оти ово македонците живки ми изяд, брат. До душа, кой е купил? Мислям, я не знам, Арно кажа, кой беше брато. Не можем да му запомня името, брато много баба пишува. Не знам кой е загубил. 4 години групата, свежи ода нагоре. Тия яшо съм ги кажал, да минеме. Нищо не гледам тук загубено, никой не се е върнал на ниското. Кардано да видиме. Никой не се е върнал на 0.02. Не знам стварно какво са загубили. Не знам да читат чартове или... Тук ако сте дойдели, си чекате, брат. Не сте изгубили. Изгубили сте, ако иде на 0.02. Председателе, фала много. Ово е стварно лака, брат. До сега 200 луги ми пиша, брат, Арно не викаше. Нема. Welcome in the club. Ове ще плука по Кардано. Ово, брат, че... Ово, брат, да си го запомним, ке трябва, брат. Пепел. Много яка манипулация, али... моето портфолио, бога ми изгледа га. Ово моето портфолио, дефинитивно, брат, че леле шунат снав. Шунат и снав, не знам. Другари, бога ми... то ще викате защо съм снимал видео. Ово се случва, брат. И пред години ви го кажав. Значи, за роден ден нигде ги няма. Падне, олма, брат, експерти, брат. Ама замисли, тия луи не са от нашата група. Ти не са от нашата група, ако и проявим, не ги знам, не ги познавам. За първ път се появи и ги блокнах. Не знам, що джаби си губи. Сега с този профил не може да коментират на моя канал. Така да, мислям да ми пишеш дека биткоин е до 0. И тая господя ще ми бе... Господя ли беше, не знам, или девойче, не се кявам, кой ми беше пишал. 2-3 устvari бе различни. Да съм бил по-културен, да не съм пишувал дека биле дигитално описмени, дека биле
Дигитално неписмени, да не съм ги врагял македонците. Полека са патриотизма, полека са национализма, брат. Полека. Значи, така дома шо не ве вреге, шо не ве тепат и шо не ве дуат, зато не разбирате нищо. Не разбирате нито за кой да гласате, нито какво да се ослободите държавата, нито кажеш го дека биткоин, етериум и кардано не може да отидат до нула и защо съм ги викал дигитално неписмени. Защо да ги викам? Идните доктори за науки, IT инженери. Боже се чуе, брат. Ке молам да не ве джаве блокнам, да не ве джаве блокнувам. Ово, другари, джаве зикеш и на 10 или на 20 или да иде за македонски услуги $600 коин е много пари. Али вие милиардерите нещо са извинени, посра се, братче, до майки. Денеска не може да го найдам на CNBC или на кое беше, ако некой го найде да ми го... На неколко ствари медиуми ги имаше сбора за зикеш. Тай сега. Зикеш го забрануват на берзите, Монеро исто го забрануват на берзите, у Америка затвор кодеме кой го имаше, да се тръгне от портфолиото, пък кодеме кой имал зикеш, taj бил мафияш, па защо имаш зикеш, па то било много, не можело да се следат транзакциите и най-нормално я шочковате да ви викам, айде луги купувайте зикеш. И сега милиардерите, братче, само за зикеш бръмблят. И не ми е ясно, гледаш. Гледаш вика, the Winklevoss twins are placing a bold bet on Zcash. Viewing is the privacy layer needed to defend against the rise of AI-driven surveillance. Значи, не може да го прочитам. Значи, Zcash ке не бране от AI, кой ще ке не надгледува. И, значи, това стварно е до тази степен privacy, що вещката интелигенция или няма да може да се справя с него, брат. Айде да вземете някой, ако изкопа някаква информация, мен и Славчо трябва да вземе. Славчо вика, па не е толкова много яка технология. Ама не значи ако е форк от Zcash, дека не е яка технология на славата. Не знам, я не съм технички до толкова да го споям дека е по-як от вещичката интелигенция, дека е защита. То най-искрено то беше коиншо можеше да стигне до 10, 20, 30, 40 хиляди. То е страшна работа, дека стварно можеше да стигне до толкова. Ама намерно го направия паники дека ќе го тръгат, дека ќе одеш в затвора, ако го дръжиш, знаеш, типична америчка драма и гледаш што се случи сега, напумпава го 1400% и го изпущия много македонци. Кина, другари, не знам, беше германското чудо, до вчера најако, али овие дефинитивно имат уште проблем со батериите, да речеме, и имат и сериозни проблеми со батериите, али овие уидеа много напред. Ово е много денашка технологија да лидна, посебно Кина. А бога ми, ово е, треба да сиди да си ја изпечатаме што сме издржале до сега и да си ураме оваа слика. Нема другар, нема денеска инфо. Тука е точно, јас имам јадено и никош не сум имал проблем, тоа беше најаката храна што ја јадов. Да возиш тоа чудо, ми изгледа кинеското ќе биде следното што ќе треба да го возиме, а ово си останува точна работа. Во Америка не дај Боже да земете таква од нивните. Другари нема, тоа е. Многу е чудно што Солана исто ви кажав треба да внимавате. У блиска еднина гледам дека видео овака. Не знам зашо не ги направат на ремоут на саато да може да се гасе. Или со базука ќе треба да се шетаме. Али станува многу зевано, брат. Ова е Кайосаки. Што да ви кажам, брат? Од кога ви кажав дека типчето е клошарана невидена, многу луѓе ми пишува, ама ти знаеш он која книга напишал. Која книга напишал, гледай го прв продаде, брат. Држете биткоин, милиони, прв падна, не знаја да го продае на 125 000 барем да го продае. Падна на 90 000, ајде, одма бега. Одма он 1400 профит направил. Он е секој профит, само книга да продае. Клошарана, многу мразам. Ја го плукам уши од првите подкасти. Ви испаднав управо. Прв бега, брат, па држи бе, брат. И без тоа имаше неку пари од тие твоите книги промашени. Ова иначе е типо кој што е заслужен, Киосаки е заслужен за сите тие што му имат прочитано книгата да не купат биткоин.
Значи пред 8 години тврдеше дека биткоин е најголемата превара, дека биткоин е ќе оде на нула, дека е пирамидална шема, дека само глупи луѓе го надуват. И што е најинтересно, од неговиот, ја многу ми е криво што, иако знаев, ама добро на стариот компјутер, бев симнал некои работи, на YouTube имаше видео како плука и сега му сите избришени. И коментари ако му пишат зашо бришиш, и тие коментари ги бриши, може да ве блокне на неговиот канал. Значи имаше сигурно 10-15 видеа како плука по биткоин, дека е бабал, дека е пирамида, дека е глупости, дека е понзи, да не купувате. Значи на милиони луѓе имаше влијание за биткоин да не купувате, сега милиони луѓе ги става у паника со тоа што продаваат 90.000. Не е умрел за пари, разбирам го да направи профит, направи профит, ама не излага јавно да сереш, брат, со извинение. Значи влијателни личности со овоа и другите ќе продават и ако литне на 170 нема да знаат кога да си купат. Така да тоа ѓубре многу лошо испадна. Тоа е, другари, нема ништо. Нема ништо интересно, петок ќе видим утре. Чао.